Зголемување на капацитетите и конкурентноста на македонските компании е еден од главните приоритети на Стопанската комора на Македонија и во таа насока се реализираат активности поврзани со проекти од фондовите на Европската Унија пред се, кои треба да допринесат за креирање на алатки и услуги кои ќе го поттикнат растот, конкурентноста, иновативноста и извозните капацитети на самите компании. Како резултат на малата искористеност на европските фондови од страна на компаниите, комората, користејќи ги своите можности и капацитети, во моментот реализира бројни проекти кои се во насока на поддршка на поединечни сектори, зависно од расположивите програми на Европската Унија, креирајќи дополнителни методи за самите компании со цел да го подигнат својот капацитет, да го зголемат капацитетот на своите вработени или конкретно да им се помогне на компаниите да креираат нови иновативни производи кои се барани на европските пазари или нови технолошки процеси кои ќе ги задоволат стандардите и барањата на конкурентните извозни можности. Како поддршка на градежниот сектор, а во насока на креирање на дополнителни капацитети на вработените во градежниот сектор и за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градби, од 1 мај 2018 година Стопанската комора отпочна со реализирање на проектот Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетско ефикасно градење, наречен Трейни. Проектот се води во рамки на програмата Хоризонт 2020 од подпрограмата Безбедна, чиста и ефикасна енергија, под повикот енергетска ефикасност. Активностите на проектот се планирани во повеќе области со цел постигнување на поголеми број на резултати предвидени да се постигнат со реализација на проектот. Така, еден сегмент на действување е кон натамошно подобрување на вештините на градежните работници за градење на енергетски ефикасни објекти преку обука и преквалификација со цел да се постигнат параметрите на Европската стратегија 2020 за енергетска ефикасност. Во таа смисла, проектот Трейни ги надградува веќе постигнатите резултати во претходните два реализирани проекти од страна на Стопанската комора на Македонија, како што беше проектот Обука на градежни работници за енергетска ефикасност, спроведен 2014-2016 година, каде повеќе од 300 работници поминаа обука за градење на нивните капацитети во насока на добивање повеќе вештини во областа на енергетската ефикасност за градење објекти и повеќе од 1000 работници се здобија со сертификат за поседување на вештини за енергетска ефикасност во градби врз база на моделот кој беше иновативно решение во првите два проекта, така наречен проект за претходно препознавање на вештини кај работниците. Во рамки на вториот проект, градење на вештини за енергетска ефикасност, спроведен од 2016-2017 година, беа реализирани и развиени тренинг шеми и проширување на обуките и на градежни професионалци, како што се архитекти, инженери и техничари. И двата проекта допринесоа за подигање на капацитетите на градежните работници во градежната индустрија, а се со цел за градење на поефикасни енергетски ефикасни градби. Во овој проект, кој се спроведува во моментот, проектот Трейни или пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетско ефикасно градење, а со цел да се постигне мултидисциплинарен пристап кај одржливото градење, ќе биде иницирана примена на алатка за информацијско моделирање на градби, што е нешто ново и во Европската Унија, така наречената BIM алатка или Building Information Modeling, и на национално ниво, што значи паралелно со спроведување на оваа алатка во земјите од Европската Унија ќе се спроведува и во Македонија. Воведувањето и примената на информацијското моделирање на градби, што е една од барањата на новите правила за јавни набавки на Европската комисија во доменот на градежништвото, ќе се спроведе со иницијатива на широката акција за подигање на свест кај сите засегнати страни од градежниот сектор, како што се градежните компании, архитекти, инженери, работници, но институциите и инвеститорите одговорни за крајните производи, односно градбите. Како и крајните корисници на објектите преку низа на активности, работилници, семинари и други промотивни настани. Целта е преку примена на оваа BIM алатка
да се постигнат и прикажат енергетските заштеди кои се резултат од примената на мерките за енергетска ефикасност во процесот на градење. Преку активностите во рамки на проектот ќе се иницира прифаќање на надградени вештини на градежните работници од страна на пазарот преку остварување на соработка со различни професионални групи. Една од задачите е поттикнување на потребата од користење на квалификувана работна сила во градежништвото со предлози за корекции и на легислативата во насока на исполнување на стандардите зацртани со правилникот за енергетски карактеристики на градби. Очекуваното влијание на проектот пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетско ефикасно градење очекуваме да допринесат во неколку области подобрување. Областите каде се очекува проектот да има влијание се групирани во две групи. Првата е креирање на политики за одржливо градење, каде предлози за интервенции во легислативата со поттикнување на примена на правилникот за енергетски карактеристики на градби, предлог методологија за препознавање на претходно учење, предлог на патоказот за воведување на BIM алатката, односно информатиско моделирање на градби, ќе биде применета и на национално ниво. Овие проектни резултати како директни корисници ќе ги имаат Министерството за економија и образование, а бројот на директни и индиректни корисници може да достигне и до 100.000 сопственици на станови, кои се предмет на издавање, а кои треба да ги следат одредбите на правилникот за енергетски карактеристики на градби. Како и околу 5.000 нови сопственици на станови, колку што е бројот на новоизградени станови годишно. Вреди да се бројат и околу 1.000 невработени лица кои ќе имаат можност преку оваа програма да се вклучат во програмите за преквалификација на националните агенции за вработување. Втора област каде се очекува овој проект да има влијание е градење на капацитети и вештини во технички вештини и влијанието на пазарот. Првично во насока на градење капацитети во технички вештини се однесува на подготовка на иновативни шеми за обуки, истекнување на квалификации преку неформално образование, со што како потенцијални корисници би биле опфатени над 200 градежни компании, 100 провайдери на неформално образование, околу 4.000 градежни професионалци, инженери, архитекти и така натаму, и околу 9.600 градежни работници. Сите овие бројки се дел од анализата која ја направивме во претходниот проект, дефинирани во така наречениот патоказ за развој на вештини за енергетска ефикасност и беа прифатени од страна на Европската комисија. Понатаму ќе се изврши влијание врз пазарната вредност на вештините за енергетска ефикасно градење, ќе се постигне преку мерливо демонстрирање на намалување на енергетската потрошувачка на градби во кои се применети мерки за енергетска ефикасност, што ќе се постигне со самата примена на оваа BIM алатка. Во градењето на организацијски капацитети за одржливост на проектните резултати ќе биде постигнато на крајот на проектот, се планира формирање, односно основање на центар на знаење, како основен резултат од проектот кој ќе овозможи одржливост на веќе постигнатите резултати и по завршување на проектот, зашто ќе биде изготвен и бизнис план за истиот. Понатаму уште еден проект во кој е вклучена и Стопанската комора на Македонија, кој во моментот се спроведува во партнерство со Машинскиот факултет, е наменет за подигање на капацитетите на конкурентните способности на електрометалната и металната индустрија во насока на подигање на капацитетите и воведување на системи во самите компании со создавање на нови производи, воведување нови технолошки процеси или воведување на стандарди кои ќе овозможат соработка со постојните и идните странски инвеститори во Македонија. Проектот се спроведува во рамки на ИПА и е наречен зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни предпријатија со цел подобрување на нивната соработка со компаниите на странските инвеститори. Како што кажав, се реализира во рамки на ИПА програмата од подпрограмата Конкурентност и ќе се спроведува во следните 2 години. Главна цел е подобрување на изведбата на одредени компании во Република Македонија со цел да бидат поконкурентни и да бидат способни подобро да соработуваат со странските инвеститори, но исто така и со други странски компании, што значи дека паралелно ќе ги градиме нивните капацитети за извоз. Во рамки на овој проект ќе се спроведуваат теоретски и практични обуки во самите компании, кои по наша претходна анализа покажаа интерес и способност за конкретна соработка со компании кои се дел од странските инвеститори во државата.
Конкретно ќе биде реализирана обука на вработени во 10 до 15 компании со врвни пристапи кон менеджментот. Исто така ќе бидат реализирани и индустријски проекти, комплетни индустријски проекти во 5 компании кои треба да представуваат мост меѓу странските директни инвестиции и домашните компании, што ќе резултира со потесна соработка. Очекуваме овој проект индиректно да го подобри и да ја подобри конкретно целата соработка на македонските домашни компании со странските инвеститори. Долгорочно со овој проект се очекува раст на конкурентноста на домашните компании од металната и електрометалната индустрија и зголемување на вработувањето во овој сектор, како и постигнување на високо ниво на спроведување на современи пристапи на менеджмент. Уште еден проект кој е насочен кон подобрување на капацитетите на компаниите за спроведување на регулативата и исто така се реализира паралелно во моментот во Стопанската комора на Македонија и е веќе влезен во својата втора година на имплементација. Тој е проектот поддржан од USAID, така наречен партнерство за подобра бизнис регулатива, каде Стопанската комора на Македонија е една од неколкуте комори кои се партнери во проектот и кои треба да допринесат за подобрување на самиот бизнис амбиент, меѓутоа и подобрување на бизнис регулативата со цел подобрување на работењето на самите компании. Во овој проект главни бизнис сектори кои се опфатени се земјоделието и прехранбената индустрија, текстилната индустрија, градежништвото, информацијските технологии или IT индустријата и туризамот. Меѓутоа тука не застануваме, бидејќи во текот на овие 2 години увидовме дека и останатите сектори имаат потреба од наша поддршка, така да проектот со текот на реализација е проширен и во останатите сектори кои имаат потреба од поддршка во делот на имплементација на бизнис регулативата. Преку овој проект, каде Стопанската комора е партнер, заедно со останатите стопански комори, целиме кон подобра информираност и поддршка на компаниите во делот на спроведување на законската регулатива, со цел да се намалат трошоците, со цел да се намалат прекршоците и самите трошоци, нели, да се зголеми капацитетот на компаниите за подобра имплементација на законите. Преку бројните активности, како што се информативни настани и форуми, по одредени теми од интерес на компаниите, преку ваучер шемата каде компаниите добиваат конкретна поддршка во имплементација на одредена законска регулатива, преку веќе воспоставениот агрегатен портал businessregulativa.mk, каде компаниите веќе добиваат, затоа што тој од неодамна отпочна со функционирање, информации поврзани со законите во Република Македонија, меѓутоа паралелно ја добиваат и неопходната поддршка која им треба за имплементација на самите закони. Преку воспоставување на јавно-приватен диалог со владините институции со цел презентирање на конкретни проблеми со кои се соочуваат компаниите од аспект на проблеми во имплементација на законите и нивно решавање и преку конкретни комперативни анализи и предлог конкретни решенија, овој проект цели кон воспоставување пред се на подобро бизнис обкружување, со самото тоа што целиме кон подобрување на бизнис регулативата која ги засега самите компании. Ова се само дел од проектите кои во моментот се спроведуваат во Стопанската комора на Македонија, се во интерес на компаниите и како што кажав, бидејќи искористеноста на овие фондови до неодамна беше многу мала од страна на компаниите, очекуваме таа да расте во идниот период. Стопанската комора го превзема теретот, да кажам, на креирање на проекти кои ќе бидат повторно во интерес на самите компании, опфаќајќи ги секторски, бидејќи така налагаат и самите повици во рамки на фондовите на Европската унија. Во идниот период очекуваме веќе скоро да се отворат поголем број на вакви програми и фондови од страна на Европската комисија, пред се поврзани со градење на конкурентните капацитети на економиите, градење на можностите за инвестиции, градење на конкурентската способност на самите економии со цел да се постигне нивото и на нашата економија споредено со онаа на европските земји. Затоа би сакала да ги повикам и самите мали и средни предпријатија или компании во Република Македонија да ги искористат понатаму овие можности, а ние како Стопанска комора им стоиме на располагање за
под нивна подршка, но исто така и ние во соработка со други институции во Републиката ќе се обидеме да креираме и нови проекти кои ќе бидат во интерес понатаму на самите компании.